Денес во училишниот двор на гимназијата Славчо Стоименски во Штип се одржа финален одбојкарски натпревар меѓу средното општинско училиште Јане Сандански и средното општинско училиште Славчо Стоименски, а во рамки на манифестацијата пролетни денови на училишен спорт, наменета за учениците од средните училишта. Ова е проект на општината во соработка со Сојузот на училишен спорт, со што Штип уште го потврдува примотот како град на спортот. Оваа манифестација, односно пролетни денови на училишен спорт, се организира за прв пат, а претседателот на Сојузот на училишен спорт Зоран Арсов се надева дека истата ќе прерасне во традиција, а за следната година целта е да се воведат и некои нови спортови, а ќе бидат опфатени и основните училишта. Оваа манифестација пролетни денови на училишен спорт ја организираме за прв пат и се надевам дека ќе стане секоја година. Наредната година сакаме да воведеме некои нови спортови, например кошарка за машки, за женски, ракомет, и да ги вклучиме и основните училишта во оваа манифестација да биде се поголема и поголема. Така да во наредната година ќе се надпреваруваме во основните и во средните училишта. Покрај денешниот одбојкарски натпревар во женска конкуренција, веќе во среда ќе се одигра и финалниот натпревар во футсал во машка конкуренција. Денеска сме во гимназијата Славчо Стоименски, се одигруваат финалните натпревари од манифестацијата пролетни денови на училишниот спорт. Денеска се одигрува финалниот натпревар меѓу гимназијата Славчо Стоименски и медицинското училиште Јане Сандански. Од оваа манифестација ни остануваат уште манифестацијата финалниот натпревар во футсал, кој што ќе се одржи во среда во основното училиште Димитар Влахов на отворениот дел, и ги поканувам сите љубители на футсал, на спортот, да се најдат на овој терен за да ги бодриме нашите средношколци. На финалниот натпревар во футсал ќе се соочат екипите на средното општинско училиште Славчо Стоименски и средното општинско училиште Колен Ехтенин. Овде на овој финален натпревар во футсал ќе се натпреваруваат исто така гимназијата Славчо Стоименски и Колен Ехтенин. Градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов вели дека нивната цел е промовирање на спортот и здравиот начин на живот. Во моментот ги проследуваме финалните надпревари во одбојка жени во рамки на проектот Пролетни денови на училишен спорт. Сакам да се заблагодарам на Сојузот на училишен спорт кој што активно го организира овој проект за вклучување на учениците од општина Штип во рамки на овој проект, а пред се во насока на промовирање на спортот. Дефинитивно, она кое што е наша цел е да го промовираме спортот и здравиот начин на живот и на трасирање на патот на младите генерации во оваа насока. Јорданов вели дека се надева дека од година во година ќе се обновува спортската инфраструктура со цел да се мотивираат младите да спортуваат. Не е доволно само да се промовира спортот, туку и да се овозможи спортска инфраструктура. Се надевам дека од година во година ќе ги обновуваме, ќе ги реконструираме, ќе ги модернизираме спортските терени за да ги мотивираме младите да спортуваат, да рекреираат, да се забавуваат, да се дружат и да го трасираат патот во животот во спортот, а со тоа и во градењето на еден карактер на надпреварување и во спортот, но и во идниот тек од нивниот живот да се докажуваат во на кое што најдобро умеат да го прават. Следната година на оваа манифестација ќе бидат вклучени основните училишта, а дополнително да се додадат и други спортови.